По 100 киловати електрична енергија месечно ќе им бидат платени од општинскиот буџет на семејствата во социјален ризик кои живеат во објектот на старата касарна. За количините што ќе ги потрошат над овој износ, ќе мора сами да плаќаат или пак ќе бидат исклучени од електричната мрежа. Одлуката за покривање на дел од трошоците за струја на 18 семејства едногласно ја донесе Советот на општина Кочани на денешната седница, а по предлог на советникот Аки Акиов. При тоа беше заклучено дека одлуката ќе важи до трајно решавање на проблемот со домувањето на овие граѓани, кои главно се со ромска етничка припадност. Се формираше комисија за попишување на луѓето кои живеат во старата касарна. Воедно, кога ги попишавме граѓаните, во старата касарна има и повеќе деца. Мислам дека таму некаде околу 90 жители со децата заедно живеат. И сега на првата седница бевме договорени со градоначалник и со координатор на советничката група да им излеземе во пресред општината, да им овозможи на тие граѓани да им плаќа по 100 киловат-часови електрична енергија секој месец. Повеќе од тоа што ќе потрошат, ќе треба или сами да се ја плаќат, или ќе бидат исклучени од електричната енергија. Веќе дали ќе бидат приклучени повторно? Да, тоа се договаравме сега пред да излезе градоначалникот, дека денес најкасно или утре ќе бидат приклучени во електричната енергија и понатаму ќе се имат електрична енергија со се до иселување до типските куќи што ги планираме да се изградат напролет. Семејствата во старата касарна, што се наоѓа во централното подрачје на Кочани, живеат во субстандардни услови над 2 децении. Покрај електричната енергија, основен проблем им е снабдувањето со вода за пиење и недостигот од канализацијски одвод. Пред неколку години од државниот буџет беа обезбедени средства за изградба на објекти за нивно сместување на друга локација, но по реакција на местното население, проектот тогаш беше запрен.